Оваа празнична сезона влезете во музеот на градот Њу Јорк и уживајте во прекрасната арома. Внатре ќе најдете верзии на Лепо ѓумбир за препознатливите икони од Њу Јорк, кои се надпреваруваат за главната награда во дизајнот и конструкцијата во она што е наречено The Great Borough Bake-Off. Влегов и само го почувствував мирисот на џумбир, беше навистина убаво. Мириса навистина добро. Мириса прекрасно. Според правилата за печење, секој дизајн мора да може да се јаде и да биде направен од најмалку 80% од леп од ѓумбир. Имаме познати икони од Њујорк кои посетителите веднаш ќе ги препознаат, вклучително и статуата на слободата и обелискот од долниот дел на Менхетен. Имаме Empire State Building со Кинг Конг и Спајдермен кои ползат на страна. Овогодинешниот победник беше Wonder Wheel од Кони Ајленд. На изложбата има и зоолошка градина од Лепо ѓумбир во Бронкс, како и сложен проект на станицата Форест Хилс во Квинс, но не сите дела се фокусираат на архитектурата. Пекарката на Лепо ѓумбир, Джевал Џонсон, црпела инспирација од едно од најпознатите њујоршки јадења, пицата. Користев црвена глазура за да го направам сосот и обична бела смеса за да го направам сирењето. Употребив, например, ренде за сирење за да направам парчиња моцарела, а потоа ја стопив смесата. Посетителите велат дека креациите од ѓумбир добавуваат празничен начин на размислување. Мислам дека е одличен, особено за овој период од годината, бидејќи внесува чувство на празнична атмосфера. Изложбата е отворена до 12 јануари, нудејќи им на посетителите шанса да ја искусат магијата и сладкиот вкус на големото јаболко.